Принцезата од Велс Кейт Мидлтон и принцезата Шарлот отсвиреа пијано дует за божикната служба. Мајката и ќерката не се појавија во живо на настанот заедно на Божик во Вестминстерската опатија претходно овој месец. Но нивната изведба на дело од шкотскиот композитор Ерланд Купер беше снимена во замокот Виндсор минатата недела специјално за настанот што се емитуваше на католички бадник на телевизија. Кенсингтонската палата го најави видеото како специјален дует. Принцезата од Велс свиреше само со левата рака, а Шарлот само со десната. Додека настапуваа, беа прикажани снимки од гостите што пристигнуваат за божикната служба. Ова не е првпат Кейт Мидлтон да свири на божикната служба. Таа како основка учела пијано и теорија на музика. Поранешната детска звезда од Никелодеон, Тајлер Чејс, го разоткри својот мачен секојдневен живот на улиците на Калифорнија, откривајќи шокантен список на супстанции за кои тврди дека ги користи дури и кога неговата мајка апелира до обожавателите да не му испраќаат пари. Чејс, некогаш симпатичен тинејџерски актер од водичот за преживување во училиштето на Нед, денес талка по улиците на Риверсајд собирајќи цигари и фрлени божикни честитки. Кога новинарите го пронајдоа зад 7-Eleven во понеделник, тој копаше по земјата облечен во искината јакна, износена поломајца од Рейдерс и панталони закрпени со ликови од цртаниот филм Раграц. Шести пат поред вечер на зимската приказна во Битола, која ја организира општина Битола, донесе радост кај тинејџерите кои ги имаше во најголем број и кои уживаа и заедно со нивните рок миленици ги пеа познатите хитови на двете познати битолски групи Паркети и Код 369. Познатите гласови на Саша од Паркети и Ирена од Памперси ги понесоа присутните на платото кај офицерски и тие да запеат, а секако и да заиграат на песните како Строубери, Сакам да те галам. Битолчани запеа заедно со Саша Парлет во живо, која тој беше и пееше низ публиката, а остана и верен на својот имидж и стил да направи нешто неочекувано, а овој пат пееше качен на столбот за осветлување што предизвика овации кај младите. Вечерва на сцената на МКЦ со почеток од 20 часот, благодарение на уникатниот концерт на легендарната група Меморија, оживеа вистинско музичко патување, времеплов низ 4 децении музичко творештво, исполнет со најголемите хитови кои оставија трага во македонската рок историја. Меѓу изведувачите, публиката се потсети во живо на членови на групата кои низ годините биле дел од Меморија, создавајќи ретко и автентично доживување. Присутните уживаа во вечер исполнета со емоции, носталгија и моќен рок звук што не старее.